Денес небесната и земната црква го слави споменот на светиот Андреј Јуродиви. Тој се родил околу 900 година за време на царот Лав Мудри и Василий Македонец. Уште пред да стане Јуродив ради Христа, имал едно видение ноќе додека спиел, односно видел едно бојно поле на кое што ангелите со демоните се бореле. И меѓу нив застанал еден светол ангел и носел во рацете 3 венци. Едниот од злато и скапоцени камења, другиот од бисери, а третиот со цвеќиња кои што биле невенливи, отибиле од Царството Небесно. И он пристапил кон тој ангел и го прашал: како можам барем еден од овие 3 да купам, иако немам пари? Тогаш ангелот му рекол дека тие не можат со пари да се купат. А ти ако сакаш да здобиеш еден од овие или пак и сите 3, не се плаши од ѓаволот. Влези во директна борба со него и Бог со неговата помош ќе ти помогне да ги добиеш овие венци, кои што се венци на славата и на Царството Небесно. Тој така и направил. Се откажал од се земно, иако бил во царски дворец, си ги искринал облеките и почнал да станува чуден за луѓето, како да си го изгубил умот. Меѓутоа, додека дења тоа го правил, навечер тој во огнен пламенел се молил на Бога за луѓето што биле во неговиот град и за сиот свет. Така меѓу многу негови случки и виденија, ќе издвоиме една. Додека гледал една поворка како се погребува еден богат маж од тој град, многу луѓе имало на поворката. Меѓутоа, видел и чудни нешта. Видел како позади светоноците ангелите се ужалени и плачат за тој човек и за неговата душа, а зад нив одат демоните и се радуваат и велат тешко нему. Кога пристапил свети Андреј и рекол нели може нешто да се направи во врска со овој човек за неговото спасение, тогаш ангелите рекле дека залудно и тие се молат, затоа што тој упорен бил во своето гревопаѓање, не сакал да се покае. Ги мачел луѓето околу него и богатството што го здобил и го спечелил не било праведно богатство. Тогаш тој се нажалил и решил тој самиот да се моли на Бога затоа што бил многу сожалив кон луѓето. И после некое време Бог го вознел и му покажал место гробно, каде што ангелите се смилувале и земаат една душа и ја вознесуваат во Царството Небесно. И тој кога прашал чија душа е ова, дознал дека е душата на богатиот, кој што по неговите молитви Бог ја помилува. Животот го завршил во молитва, молејќи се на Бога и така се пренел во Царството Небесно. По неговите молитви, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуј не. Амин.